информирањето за епидемијата да биде само од официјални извори. Затоа што, за жал, знаете, во вакви ситуации се случува и епидемија на лажни вести, кои дополнително ја креваат паниката кај населението, а тоа е најлошата работа која може да не се случи, кога вие не верувате на официјални институции и извори, верувате на така наречените алтернативни продуценти на вести, односно на лажни вести. И во тој дел сакам само да ве информирам накусо, без детали, дека во изминативе неколку денови нашите надлежни служби детектира неколку обиди за организирано и планско ширење на лажни вести со цел предизвикување на поголема паника кај нашето население. Значи, не зборувам за предизвикување паника или продуцирање на неточни вести од незнаење, од наивност или од непрофесионалност. Ова што ви го кажувам е организирано и планско правење на таква работа со цел дополнително да се влоши состојбата внатре и да се изгуби вербата во надлежните институции. Значи, јас намерно споменав дека станува збор за неколку случаи кои ги детектирале надлежните наши органи во областта на безбедноста и разузнавањето, и не можам да споделам, се разбира, детали повеќе. Станува збор за истите ентитети, не се држави во прашање, кои беа пројавени со таква активност и за време на референдумската кампања в септември 2018 година. Тоа е максимум што можам да ви кажам.